Во 10 градови низ земјава, меѓу кои Прилеп, денеска започна донаторскиот настан за собирање храна на социјално ранливите категории на граѓани, нахрани 10.000. Сите хумани граѓани на две локации во градот од 10 до 19 часот ќе може да се приклучат на оваа акција, така што ќе донираат конзервирана и нерасиплива храна, која ќе заврши во рацете на оние на кои таа им е најпотребна, социјално загрозените граѓани како и лицата со интелектуална попреченост. Целта е да се подигне свеста кај населението за проблемот со недостиг на храна со кој се соочуваат многу граѓани во нашата земја, велат од Општинската организација на Црвениот крст од Прилеп. Ние сме поддржувачи на оваа акција и сме вклучени со околу 20 волонтери на две локации од 10 часот до 19 часот. И храната која треба да се донира треба да е нерасиплива и конзервирана, како ориз, граф, сол, шеќер, брашно, тестенини, масло за готвење, грашок, конзервирана риба, супа кокошкина, бисквити, кетчап, леќе, конзервиран овош и зеленчук. И ги повикуваме сите граѓани кои сакаат да донираат да повелат од 10 до 19 часот на пред Марко Цепенков и пред споменикот на Крали Марко. Да се нахранат што е можно повеќе луѓе кои не можат да си ги дозволат основните потреби за живот. Јас сум мајка на дете со посебни потреби. Оваа акција ја оценувам како добре дојдена и да продолжи оваа традиција и понатаки со исто вакви и слични акции. Да премини во традиција и понатаки. Ова се одржува и во други градови, 10 градови во Македонија. И нешто хумано е што треба да продолжи, да. Инаку, според податоците на Државниот завод за статистика, 455.099 лица живеат во сиромаштија. Од друга страна, годишно се фрлаат околу 12.000 тони вишок храна, што се 3 оброци дневно за околу 26.000 граѓани. Вредноста на фрлената храна се проценува на околу 11,6 милиони евра.